Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници. Ретки се генерациите на кои историјата им дава шанса да се издигнат над секојдневието, над просекот и да се стекнат со привилегијата да бидат запишани во историските мемуари. Ретки се генерациите кои имаат шанса да бидат запаметени од сите следни генерации. Кога таква шанса се става пред вас, тоа е моментот кога знаете дека треба да ја зграбчите со целата одговорност и да донесете одлука, историска одлука. Тежината на историската одлука и на одговорноста лежи врз плеките на сите нас, почитувани пратеници, но од денес најголемата одговорност е во вашите раци. Одлуката треба да биде резултат на изборот, а изборот не може да биде појасен и почист. Секој пратеник денеска го има во раците клучот за тој избор, клучот за историската одлука. Тоа е вашиот глас, вашиот избор. Почитувани пратеници, ги повикувам оние кои се уште се сомневаат кој е вистинскиот избор или ако мислат дека треба да се определат за оној другиот избор. Ако воопшто изолацијата и неизвестноста може да бидат избор, ги повикувам тие што се двоумат да мислат и размислуваат. Оти нема повредно нешто за мислење. Погледнете во иднината. Во иднината на ова и на иднината на генерациите на вашите деца и внуци, на идните генерации. Да, почитувани пратеници, вие го имате правото и на другиот глас, другиот избор. Но тоа е избор кој ќе не фрли во изолација и неизвестна иднина, за која никој не може да каже кога ќе заврши. Избор кој ќе ни донесе несигурност и сиромаштија и што ќе ни ги врати назад и со уште поголема жестина политичките трауми што ги доживеавме сите овие 27 години независност, а посебно последните години. Прашајте се дали е тоа вашиот избор, дали е тоа иднината што си ја посакувате вие, иднината на вашите деца и на вашите внуци, иднината на сите генерации, иднината на нашата земја. Од другата страна, вистинскиот избор е гласот за конечно нешто да се промени. Гласот за европската иднина на нашата заедничка земја, Република Македонија. Глас кој ќе ја однесе напред Република Македонија во полноправно членство во НАТО. Глас кој ќе не постави на патот кон приклучување кон европското семејство на нации во Европската Унија. Сега треба да одлучите дали многу ќе добиеме или многу ќе изгубиме. Сите ние, сите наши граѓани, сите вие, сите ваши, наши деца, сите ќе добијат многу, а Македонија ќе тргне напред. Тоа добро го знаеме сите. Да, почитувани пратеници, јас сум убеден дека тоа е изборот на секој од вас, пратениците, во парламентот на Република Македонија. И тоа е изборот што треба да го направиме денеска. Ништо друго. Јас сум убеден дека денес ниту еден од вас не би го заменил своето место со други луѓе или со било која друга генерација. Никој не би избегал од ова, од Бога дадена задача и одговорност. Голема чест, но исто така и голема одговорност. Вие сте таа генерација која со вашата одлука овде, во домот на македонската демократија, во домот на нашата државност, треба да направиме државнички избор. Секој од вас, пратениците. Сега е време енергијата, верата, посветеноста што ги носите со себе да бидат искрата што ќе осветли иднината на земјата. Почитувани пратеници, нека биде ова ден кој ќе биде запаметен по тоа што сме ги оставиле политичките разлики и делби надвор од овој дом на демократијата. Нека биде ова ден кога секој пратеник е тука заради она што ни е заеднички интерес, заради најважните нешта кои се поголеми и поважни од сите нас, а сите не обединуваат. Ова е време кога сите пратеници кои се избрани од граѓаните имаат обврска да ја извршат својата света должност за земјата и да ја следат волјата на народот. Ја знаете добро волјата на народот. Волјата на народот е подобар живот за секого, за секое дете. Волјата на народот е напредна Македонија. Време е да ги тргнеме настрана партиските политички игри и да го издигнеме пред нас нашиот заеднички,
национален интерес. Ако некој во политичките партии не е подготвен за овој голем чекор и со тоа да излезе од темната сенка на сопственото минато, јас ја користам приликата да го повикам секој пратеник да го направи единствениот јасен, логичен и одговорен избор за нашата иднина. Имате шанса да докажете дека сте подготвени да ја преземете одговорноста и дека вашиот главен интерес е иднината на нашата земја. Почитувани пратеници, НАТО и Европската Унија се ретка или можеби единствена работа што сите во Македонија не обединува. Не обединува политички, не обединува етнички, не обединува религиски. Многу се поделивме политички пред се низ годините. Се омразивме, се закрававивме. Брат со брат не зборат заради пусти политички партии, заради однесување на поединци во политиката. Заради политиката поделено ни е премногу општеството по вертикала, од парламентот до општините и дури до семејството, како основна клетка во нашиот заеднички организам Македонија. Крајно време е да им кажеме стоп на ваквите процеси на делби и поделби. Малку сме, дури и родни ни фаќаме. Заедничка ни е Македонија, но и врската ни е заедничка за еднината на Македонија. Кулминацијата стигна на 27 април 2017 година. Ке се испоубиевме пред очите на сите. Сликите од крвој стигнаа до сите, на секаде, а поделбите станаа најголеми, се до граѓаните во сите села и градови. Еве прилика да си простиме, да кажеме доста е, да покажеме дека учиме од грешките и дека сме пред се луѓе, браќа и сестри, роднини и пријатели во нашата мала заедничка Македонија. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година. Прва мета или цел бев јас, а после мене и сите пратеници. Пратениците од мнозинството, но и пратениците од опозицијата. Сите беа на некој начин можна мета и цел на изманипулирани поединци кои насилно тргнаа кон пратениците. Признајте, колеги од опозицијата, дека и вие бевте уплашени и затекнати. Сега е навистина одлична прилика, застанувајќи заедно за Македонија и за еднината на Македонија, за нашите деца и сите деца што доаѓаат после нас, да си простиме и да се помириме. Нема подобра можност од ова, кога си требаме еден на друг, кога сме и потребни на државата наша и на нашиот народ. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да си простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената. Политичари доаѓаат и заминуваат, но Македонија и народот наш остануваат за секогаш. Нема друг начин да ни се помири нашиот народ, ако прво ние овде не се помириме. Тоа го знаеме сите како бел ден. Нема иднина за нашата земја, ако прво овде во парламентот ние не си простиме. Заради иднината, заради стратешките цели на нашата земја, заради нашиот народ. Ајде да се издигнеме над нашите политички предрасуди и да се носиме со одговорноста. Вие сте парламентот на Република Македонија. Вие сте должни да го преземете овој чекор и ваша е врската и одговорноста за еднината на Македонија. Почитувани пратеници, вашата историска улога и вашата одлука ја очекуваат сите граѓани на Република Македонија. Ја очекува и светот. Светот кој еднодушно, едногласно ги подаде раците за да ја прифати нашата земја. Ајде да му покажеме на светот дека покрај сите наши домашни политички недоразбирања и конфликти имаме и заеднички интерес. Иднината на нашата земја.
да ја придвижиме нашата земја во вистинска насока. Ајде да ја дадеме на Европа една поинаква, развојна Македонија. Еден поинаков Балкан кој повеќе нема да биде буре барут, туку извор на стабилност. Да им покажеме на нашите пријатели од меѓународната заедница, на западниот свет, кој неподелено ни ги отвори вратите, дека и ние, народот од Македонија, сме достојни за нивната поддршка и верба со вистинската одлука што треба да ја донесеме заедно, овде во парламентот. Ајде да отвориме демократски и креативен процес во парламентот, за да ги направиме уставните измени за една нова ера, да им покажеме на сите скептици што значи демократски исчекор. Во тоа име, честно и отворено, пред целата јавност, изјавувам дека владата е подготвена да биде максимално отворена за предлози од опозицијата, за амандманите и за прифаќање на амандмани, кои ќе ги намалат комплетно грижите на пратениците, а во исто време да не се противат на духот на договорот од Преспа. Погледнете длабоко во вашите срца. Повикајте ја храброста и умот, разумот и вашата совест. Историјата ќе ја запамети оваа одлука што ќе ја донесете, со добро или со лошо. Ајде, заедно сите да речеме да за можноста која што имаме пред нас. Денес, исто така го повикувам секој пратеник да одлучи по своја слободна волја, но да го сториме тоа додека ги поддржуваме основните вредности и духот на нашата демократија. Издигнете се, почитувани пратеници, на рамништето на историскиот момент. Ставете ја волјата на граѓаните над волјата на партиите. Така е исправно, очекувано, така е нормално. Апелирам да ја извршите својата должност и обврска, што ја налага членот 2 од Законот за собранието на Република Македонија. Да донесете одлука како представници на граѓаните и да одлучите според вашето собствено уверување. Ваше право и всушност ваша одговорност како представници на граѓаните да гласате ослободени од политички притисок. Почитувани пратеници, во моето срце знам дека всушност сите ние знаеме кој е единствениот и вистинскиот пат за Македонија. Тоа е патот што води кон Европската унија и НАТО. Јас сум уверен дека и вие во вашите срца знаете која е вистинската одлука. Сите знаеме дека нешто не може да има подобар договор, не може да има друг договор. Сите знаеме дека ова шанса не смееме да ја пропуштиме. Сите знаеме дека сме искрено и суштински за Европската унија и НАТО. Таа одлука денеска што ќе ја донесеме е во согласно со одлуката на народ кој што ја гледа нашата земја во НАТО и во Европската унија и очекува од нас да ја однесеме неговата земја токму таму. Сите граѓани тоа го очекуваат од нас. Да го исполниме тоа очекување и рете да напишеме историја заедно. Историјата ќе запише дека таа одлука ја внесе земјата во нова ера, ера на мир, сигурност, стабилност и економски просперитет. Бидете креатори и историски носители на одлуката за подобар живот на сите граѓани на Република Македонија и пред се одлука која што ќе обезбеди иднината на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.